Најчестата реченица која што во последно време сите ние ја слушаме, дали од колегите, од пријателите или од соседите, дека барем еднаш или два пати во текот на денот ќе ви речат се наоѓам во состојба на стрес. Тогаш помислувате дека човекот се наоѓа во некоја неволја, па заради тоа е расторен, нервозен или пак понекогаш пушта и солза. Доколку се обидете да прочитате малку подлабоко и да најдете дефиниција што е тоа стрес, ќе видите дека една од оние кои што најмногу ние сакаме да ја сфатиме е дека подготовка од самиот организам да се одбрани од некоја несакана или пак неволна ситуација. Токму за оваа состојба на стрес која што е околу нас, во нас и насекаде со нас, ќе зборуваме со почитуваниот професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, и ако морам да додадам, еве веќе го имате во кадар, најомилениот лик меѓу новинарската фела и медиумите. Професоре, искрено ви сакам... Јас не сум знал. Го знаете, меѓутоа не сакате само да си признаете. Ви посакам пријатно да се чувствувате прво во нашето студио како дома, бидејќи дома влегуваме кај нашите гледачи, и дали можеби не сме доволно свесни или пак доволно разбудени што стресот прави на нашата личност? Се прашуваме ли често себе си какви сме во интерперсоналните односи, какви е нашата личност? Кои сме ние воопшто? Да, прво благодарам што ме поканивте. Благодарам на убавите зборови. Не знам дека фелата ваша ме почитува, мада има многу новинари пријатели. Да не ги споменувам. Сте избрали една исконска, јас поќе пат си му кажал тоа, исконска, цивилизацијска и вековна тема која се вика стрес. Затоа што не ќе има цивилизација во која стресот нема да биде актуелен. Им го оставаме и на едните генерации. Го оставаме на едните генерации како што ни го оставиле на нас. Зошто? Од многу едноставна причина што сето тоа што ќе го поремети интегритетот на една личност, од најбанална работа, ние го викаме најчесто екзогенна психотраума. Нешто што ќе влезе во мене, во вас, во сите нас и ќе го поремети мојот биенетер, викс французите, убаво чувство. И јас веќе, мојот организам почнува да реагира. Ќе ми дозволите само неколку фундаментални основи на нас, на мене, на вас, на сите индивидуи на мајката земја планета. Имав еден голем професор, Ари Ей, у Париз, кој што кога зборуваше за стресот, почнуваше со основата. Велеше вака, ќе го парафразирам. Значи, ние сме составени од психа и сома. Два составни дела, две единки кои чинат целина. Таа психа и сома ја прави нашата личност. Личност е многу накратко, многу симплифицирано. Конгломерат од 8 психички функции, памтење, мислење, нагоне, афект, волја, внимание, така, кои се под плаштот на една многу важна психичка функција, што се вика свест, за да знаеме кој сме, што сме, каде сме. Заврши играта. Таа личност има две главни особини. Едната е свеста, да знаеме кој сме, што сме и каде сме, а втората е, тука многу новинари прават грешка, свест и совест не се исти. Свеста е психичка функција со која доваѓаме на светот. Ние доваѓаме со една когнитивна интелигенција, една реченица само или рационална, која е, тоа се инстинктивно нагонските пулзи околу 10%. Сите нагони ги носиме со нас. А совеста е аквирирана, стекната, надградена, инкорпорирана во нас во тек на животот. Можам само да ве додадам тука, бидејќи често пати велат свест и совест ги мешаат. Никола Тесла во една пригода кога рекол не ги мешајте овие поими, рекол се додека свеста е присутна, законот не треба да влијае. Кога ќе немате чиста совест, тогаш на помош го викате законот. Да, ама затоа што тоа се потпуно две различни состојби. Така е. Може многу да ви зборам, затоа што сега во мојата најнова неуронаука совеста ја поистоветуваме со една друга дефиниција која се вика социјална когниција. Тоа е ново нешто што го подготвувате? Ново нешто. Што значи тоа? Вашите околу 40 на чеда. Што значи тоа? Кога зборам со вас, да ме препознаете и да ве препознавам. Ама, за да ве препознавам, треба да имам во себе многу нешто. Што? Ќе кажам сега.
Сега, значи, таа личност во себе има два закони на мајката природа. Тој едниот закон се вика хомеостаза. Хомеостаза значи организмот се труди се што е во него као биолошка функција да го одржи во некаква равнотежа. Okay. Меѓутоа, таа хомеостаза, за жал, ние не можеме да ја толку исхармонизираме и одржиме во равновесие, бидејќи постојат така наречени фактори на ризик. Тук доаѓам на вашето прашање. Меѓутоа фактори на ризик да не ги набројам, на прво место е старењето. Нормално старење што го викаме не у науката моја, апоптоза. Шом се родам, моите клетки почнуваат да стареат, заврши играта. Зато нема вечност. Па на вториот дел е еден закон на посилно се вика, што тука не се почитува у Македонија, ние мислиме дека сме најголеми. Не. Законот на посилно во мајката природа постои и ќе постои. Се знае кој е лав, се знае кој е кина и така дали, да не одам у такви краји. Тој закон постои и треба да имате дипломатија, памет, ум, да влезете во јатото и да пафтате и да продолжите. Сега, таа хомеостаза, се враќам на основното прашање, реков, може да биде пореметена од многу ризикофактори. Да ги направиме од хипертензија, диабет и така натаму, али еден од најглавните ризикофактори кои ја пореметува нашата равнотежа е стресот. И сега, ти рече, ама како? Да, многу како. Оти тој не боли, не качува температура, ама ви го променува она што се вика во вас добро расположение и добра мисла. Затоа што кога ќе влезе црвот, вика народот, тој црвули и прави големи проблеми. Со три реченици, што прави една стресогена состојба, дека биде екзогена психотраума, може да биде екзогена дека психотраума, може да биде хемиски фактор, може да биде физички фактор, може да биде пожар, може да биде болест, може да биде, што реков тоа, тага, смрт и така натаму, ќе ме прашате после, нели, што се може да биде кој стрес. Значи, кога ние имаме чула, една малку анатомија, чулата пренесуваат. Сега, в твоите и моите чула и на сите тука кои се пратат се што се дешава во оваа средина. Од влажност, од воздух, од светло и така. И тоа пренесува организам, има информација за све. И тој прави во хомеостазата равнотежа да може да се прилагоди на овие устои во кои се наоѓа. Ништо чедо моје нема случајно. Се што правите, тоа после ќе го кажам, како гледате, како зборите, како се однесувате, како мрдате со раце, тоа е све предодредено. Има структури за тоа кои мислат и го прават тоа како треба. Се враќам на основната мисла. Кои ќе влезат тие информации од страна, перцептивни, вакви, онакви, така да, влегува во еден релеј, само една реченица, кој се вика таламус, и тој го распоредува одма во така наречениот емотивен мозок. Најважниот дел во нашиот живот. Таму има две структури, една се вика амигдала, само ќе ги кажам, друга се вика хипокамп. Амигдалата е најважното, фамозно јадро во нашиот организам. Како компјутер која регистрира стрес. Одлично. Компјутер, ама он има интуиција да го препознае влезеното. Не можеме ние да реагираме на секој стресогена состојба исто. Апсурд. Она го градуира, ја градуира тежината на стресот кој влегол во нас. И сега таа што прави? Активира маса структури во организмот за да се прилагодиме, односно да се одбраниме од тоа што влегол во нас. Тука е трагедијата на стресот. Може да биде акутен, да не замара многу, може да биде хроничен. Али многу е поопасен хроничниот. Ќе ви одговорам зошто. Хроничниот е поопасен затоа што прави револуција во нашиот организам на три главни системи. Прво е хормоналниот. Буливер се вика французите, го пореметува хормоналниот систем. Адреналинот расте. Адреналинот, браво, погодивте одма. Расте и вие кој ќе се деси навредата, прво што ви се става што подсревнувате во лицето и почнува да ви чука срцето. Знаете зошто? Затоа што рибно адреналин. Да, дисбаланс на хормоните. Професоре, тоа е во наносекунди. Само уште една реченица за да го заокружиме фундаментот. И сега ако ќе ги активира, че прво беше хормоните, вториот дел е извонредно важен, тоа се неуромодулатори и неуромедиатори.
да не ги набројам, глутамат, сега аминобуцерна киселина, допамин, серотонин. Тие скокат и вие се навоѓате во, да кажам со англиски збор, high fidelity, во една појачена тонусна состојба и вашиот организам трепери целиот. Колку души ви рекле, не знам што ми да целиот снагата ми играеше, унатре, кога нешто врие. Тоа е тоа. Тоа е главната карактеристика. И сега, завршувам. За жал, ако тоа трае подолго време, настапуваат многу така наречени психосоматски заболувања. Да не травматизирам. Карциноми, алергии, инфаркти, удари и така натаму, и така натаму. Значи нема ништо случајно. Да, болести како ризик фактор на прво место каде што го регистрираат се. Апсолутно. Сакам да ве прашам, бидејќи толку убаво пластично објаснивте се и ми се чини дека мислам дека тоа фундаментот на што ни се дешава. За стресот и тоа ми се чини дека треба да го разработуваат и во едукацијата, да го препознаеме за да можеме да превенираме. За да се превенираме, за да можеме толеранцијата да ја зголемиме и за да умееме да контролираме. После ќе ме прашате како ќе се превенираме. Да, сакам сега да ве прашам веднаш затоа што вака како што како ми објаснивте, имав можност да ја прочитам и вашата книга, каде што навистина прекрасно е се објаснето и би требало секој да ја има во својата библиотека да се запознае. Не, воопшто не. Треба да ама стресот е тука со нас. Треба да му подадеме рака и да му речеме ќе те толерираме, границата си ја зголемуваме. Знаеш ли тоа кога ние ќе препознаеме стрес? Нашиот мозок пумпа хемикали и на тој начин делува како сеизмограф. Па знае дека имаме со јазик на обичен човек кој не е медицинар, значи пумпа хемикали. Тие хемикали ви кажав. Хормоните и неуромодулаторите и неуромедиаторите. Заврши играта. Тука е целиот проблем. И затоа стрес поразлично го доживуваме сите. Сакам да ве прашам уште нешто кое што навистина многу убаво Скока се игра во вас. Зошто не зборуваме толку дека луѓето во последно време многу се изменија? Нема толеранција, нема разговор. Вие ќе му речете добар ден, тој ќе ви се сврти и ќе почне поинаку да се однесува. Сакате да кажам денес што се случи во лифт додека се враќав од мојот фризер, сретнав еден човек кој што беше малку намортен, го погледнав и му реков добар ден, се сепна, во истиот момент рече и тој добар ден, но на крајот ме поздрави и ми посака добар ден, иако на почетокот беше многу намортен. Затоа доживуваме културен шок кога одиме во странските земји, кога секој ќе дојде и ќе рече професор имате убава кравата или убаво сте облечен, ви даваат комплименти. Кај нас се отуѓуваме бидејќи секој сака да се скара. Зошто? Ќе ми дадете една минута време. Значи, јас, вие, сите на мајката земја планета како индивиду. Значи, прво да кажам дека се раѓаме со тоа што реков рационална интелигенција, когнитивна, ама после надоградуваме од 80-90% емоционална интелигенција. Тоа е више процес. Тој процес зависи од вас, од мене, од милион фактори. Јас ќе кажам најважните. 6 најважни фактори се битни во тоа како ќе ја созрам за да личам на ова што го рековте. Ви сте му рекле добар ден, затоа што сте вие. А има друг ќе го погледа и ќе го испцува. Тоа што јас доживеа вчера, не за ништо. За ништо. Првиот фактор е воспитанието. Првиот фактор е мајката. Клетката на нашиот психопрофил во иднината у животот зависи од осмехот што го имате на мајката. Како мајка, дали на мене ми се смеела или ме не гледала намуртено. Ако ми се смеела, и јас во животот ќе се смеам. Ако ме гледала намуртено, јас ќе бидам намуртен. Тоа знаете, тоа е правило на мајката природа. Значи, првиот основен фундамент на психопрофилот и матурацијата на една личност е домашната средина. Тато, мама, браќа, сестри, дедо, баба, најблиска средина. Ако тука постои хармонија и јас во мојата душа како дете ќе внесувам. Тоа не е еден пат, тоа се внесува со месеци, со години хармонија. Завршувам. Треба имаме, немаме многу време. Вториот дел, многу битен е образованието, едукацијата. Значи, доваѓаме на еден повисок степен. Многу е важно кои ви се учители, каде учите,
која е школата, каква е средината, какви кабинети и така да не замарам. Многу важно. Затоа што резервоарот на знаење што ќе го внесете во вас е капиталот за сиот ваш живот. Третиот, четвртиот, петиот и шестиот параметар се на еден мој професор, па ќе го потребам, викаше, тоа е шлагот на тортата, ако сум ја тортата. Со добро образование и со добро воспитание. Тоа е инкорпорација на морални норми, на етички норми, што му фали на мојот народ, и на социјални норми, и на, да не ги забораваме, религиозни. И сега на крајот, од сите тие 6 параметри, излегувам јас, као психопрофил, вие, сите на мајката Земја планета, матурирана, со зреана личност, или психопатски структурирана личност со многу фалинки. Па кога ќе ми дадат подкуп, јас ќе земам ташното и баш ме брига затоа што јас сум таков. Ама јас сум таков, скроен. Шфанов тоа не може да го направи, вие не може да го направите. Дали ме разбавте? Давам еден многу голем одговор за некои актуелни, за да ме подкупите. Значи, ја треба да бидам спремен за тоа. И од секогаш да бидете. Во моите карактерни особини, ја ги немам. Дали сум јас? Ова е одговор сега на ова вашето прашање, кога рековте, и од тој однос зависи, него викаме тоа, екстериоризација, огледало на мојата личност и на вашата личност. Јас и ви разговарам, тоа се еден од најголемите проблеми на мајката Земја планета, знаете ли кој е? Екологијата на духот. Што три екологии, да не ве замарам. Енвироменталната, воздух, почва и така да. Друг проблем. Нутритивната, ЖМО, генетски модифицираните организми, друг проблем. Ама, ова е. Екологијата на духот се интерперсоналните односи, дете мое. Тоа е, од како ќе станете, до како ќе легнете, вие сте нон-стоп во некаков персонален однос со некого. Ама каков ќе биде тоа зависи од психата, од егото на тој човек. И колку е личноста со зрела. И една катастрофална реченица, што сакам да ја запамтите и македонскиот народ да ја запамти. Ако имате пред вас човек кој има хипертрофирано его, тоа значи да он има две карактерни особини кои се катастрофални. Суета и инает. Тој знае се. Тој е способен за се. Тој не почитува никого. Тој прави конфликти и така натаму. И оди во што? Во омрада, во злоба. Тоа е одговор на вашето прашање. И на крај доаѓа до агресија, која што многу често гледаме колку се агресивни. И секогаш хипертрофијата на егото кај една личност, со суета и со инает, па ќе повторам, завршува со тие 4 кардинални особини. Се е омраза, се е злоба, се е завис, се е параноја, бидејќи само тој знае. Имаме многу луѓе, XY, така да. Професор, ама ние сме обкружени од такви момент, што се дешава? И во тоа сега доваѓа најглавниот момент, тоа е агресијата. Тој моќната таа книга што сме напишале со, ќе ја споменам, Теодора Костовска, интернационален учител на Art of Living, го кажа зборот за моќта на човечкиот деструктивен нагон. Оди тој деструктивен нагон. Една реченица. Ние него го носиме. Ние се раѓаме со него. Ама, за да го експримираме према надвор, треба да бидеме овде несозревани. И сега, често пати, кога во семејството имаме... И ќе ми даете право, кажете, па ја ќе ви одговорам уште две реченици кои се многу битни. Повелете, завршите, па ја сакам да прашам. Значи, двете битни реченици се следни. Нашите интерперсонални односи се практички, реков, екстериоризација на мојата личност. Тоа е, пардон, огледалото на мојата личност кога зборам со вас. Со вас, со Петко, било кој. Зошто? Затоа што се што сте ставиле во вас, во текот на вашиот живот, во матурацијата на вашата личност, вие го кажувате во тој момент кога треба да разговарате. Вие сте му кажале добар ден. Тој ве примила, ама некаква совест му проработила дека сте направиле добар чин, значи сте му кажале добар ден. Што е толку логично и толку нормално. Значи, во интерперсоналните односи многу зависи од тоа што сте ставиле во вас. Кој сте како човек? Оти постојат, уште да реченица, не се реков, 3 профили. Профил на
личен, психо, постои психопрофил на нација. Тоа да знаете. И постои цивилизацијски психопрофил, цивилизацијски ментум. Друга тема за која можам многу да ви зборам. Не е исти мислењето на цивилизациите во стари век, во среден век и во нови век. И реченица која сакав да ви ја кажам, ние во целото наше контактирање сме практички соочени со две структури во нашиот организам кои го прават контакт. Сега ја разговарам со вас благодарение на мојот префронтален лобус. Значи, емотивниот дел... Тој е диригентот. Браво. Тоа сум го напишал, од тоа сте го почитали. Емотивниот мозок, мојата амигдала секој бара да го обои моето однесување. Она има хистероидни црти. Ама емоцијата не треба да дозволите да надвладе над рацијото. Оти во рацијото, во префронталниот лобус, се сите инкорпорирани сите добри норми, ако имаме. Се разбераме. Ако ги имам, да. Ако ги немам, јас сум хистероиден. Кога ќе влезе пациентот кај мене, ја го читам за 5 секунди. Сега ми ги прочитавте мојата дали следна прашање. Тој хистероиден или е тој зрел? Знае да разговара. Значи, вас ви требаат, бидејќи бевме на договор кратко да се видиме, ви требаат само неколку секунди за да процените каква личност да не тој биде е. многу, Добро е не сега да ја поедноставиме, но ми се чини дека не треба да бидеш ниту психолог, ниту психијатар, кога од страната имаш агресивна личност, нервозна и постојано да е во способна на гард за да се кара, не треба да имаш таква титула за да сватиш дека до тебе имаш една таква агресивна личност. Значи, Но ги има во семејството, ги имаме на работното место, Што кажав, јас го се имаме во државата, ги имаме во политичкиот однос, ги имаме во дипломатијата. сега. И што правиме сега? Видите, кога се представувам, значи, погледот на моите очи, гримасите на моето лице, говорот, бојата, мафтање со раците, покажување со раците и така натаму, веќе ја експримира, пак ќе повторам, ја екстериоризираат мојата психа надвор пред вас. Ја не може да го сокрем тоа, затоа што мојата амигдала игра, она ме раководи. Ако мојата рацио ме раководи, јас маса работи ќе успеам да ги прикријам, да ги контролирам од мисловниот дуктус, она што го зборите. Тоа се вика мисловен дуктус за нас. Тоа е организиран во дадениот момент од тоа што се ставиле во вас. Има така наречени елоквентни зони во кои ние имаме маса енграми. Се што сте учеле. И во дадениот момент кога збориме сега за агресија, јас ги повикувам тие доваѓаат во префронталниот лобус, ама префронталниот лобус не ме пушта се да кажам. Он прави тик, 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 зависно од тоа колку сте на висок плато во вашата емоционална интелигенција. Во секојдневниот живот навистина се нешто значи како некоја бомба од стресот. Луѓето сите имаат кредити. Апсолутно, но добро израз бомба, кој влегува у вас и прави експлозија. И сега замислете, вие во текот на денот се јавува операторот кој што е задолжен да ве потсетува дека ратата не е подмирена. Човекот не му стасува на време неговата плата за да ги подмири, а има хипотека. Значи тој се наоѓа во еден континуиран стрес. И тој вели, јас не можам да го одбегнам стресот, знам дека не треба така да реагирам, знам дека не треба да сум вознемирен, нервозен, меѓутоа еден куп стресови се околу мене, јас не можам да ги поборам. Акумулација на мали стресогени состојби, кој полни. Како да реагираат луѓето во такви моменти? Видите, најдобро е да можете да одбегнете да не ви влезе стресот. Евреите, јас му кажам многу пати, што имате еден феноменален израз, вика, сега помина, ама не го видов. Не сега да влегу во играта. Меѓутоа, пак ќе споминам французите, викат, facile à dire, mais difficile à faire. Лесно се каже. Ама не можете да одбегнете кога ви дошол на вратата и ви кажува дека сметката. И ќе ви активира хипотеката. И ќе активира хипотеката. Треба многу голема величина и ако, морам тоа да го кажам, крајниот, завршниот збор го има сепак
пролонгираната стресогена состојба, која на некој начин ќе ни направи некоја психосоматска девијација. Ме слушна во една емисија кога се јави една господја и кога рече постојано сум под стрес, но успеам некако да го надминам стресот, на кој што вие одговоривте не сте го надминале, само сте го акумулирале. Акумулираниот стрес може да дојде до голем број на низа. Тата Фройд има еден многу добар израз, да сте го потиснале. Ама он у вашиот прљав веш, така викаш Тата Фройд, стои. И он во даден момент може па да ви активира главолка, вртоглавица, срцебиење, паника, најчесто. Паничните состојби се резултат на такви потиснати стресогени состојби. Не може да мисли дека тоа случајно. А имам, ја, у мојата пракса, не ја само ја, сите кои се бавим таа работа, паниката, како и викат англичаните, се секојдневие. Значи, прво и основно е да не продуцираме стресогени состојби. Пак ќе речам, лесно се кажеме, тешко да се направи, животот е нешто сосема друго. Голиот живот носи многу проблеми. Поготово ние во вакви земји како што е нашата, да имаме еден огромен проблем, тоа е екзистенцијален проблем. Македонија живее и ќе живее години, веројатно, во екзистенцијалниот проблем. Вие вашто не знаете утре што ве чека. Така. Не ги многу травматизирам работи, ама така е. Несигурноста во моето секојдневно постоење. И таа носи со себе еден прикриен длабок страф во мене што ќе биде, како ќе биде, ќе успеам, не успеам, ќе имам, немам и така натаму и така натаму. Пример ќе ви кажам. Ми вика професорот у Страсбург, вечер вика у 5 сатот ќе дојдеш со мене да ја водиш мојата кола, јас купувам кола. Може ќе ве изненади, и ја гледам, викам, добро. Отидовме и виде Форд, двосет, да, извади картичката, плати. Ја у другата кола отидов. За пола сат работа. И сега јас почнав да размислувам. Кога јас во Македонија ќе дојдем во состојба да во 5 минути одлучам, ама имам економска моќ, ако имам, да идам, да земам тоа што сакам, да платам за 5 минути и да седам колата и да си одам. Никогаш. А да упростим уште малку, знаете колку луѓе се прашуваат кога ќе влезам во некоја од продавниците и да ја наполнам којшничката. Јас кажав за кола, а тоа можете да го вие поентата е иста. Кога ние ќе го направиме тоа што го сакаме без да размислуваме колку имаме на картичката. И кај нас има уште еден проблем, не сакам да сега влегуваме во тоа, ама ќе го кажам, поради некои политички собитија кои се катастрофални за мене, и во кој владе еден момент на така наречена ерозија на интелектуалната вредност, ако немате парска книжка, нема да примам. Ние во Македонија дојде до едно расцепување, разделување, раскинување на ткивото на обичниот граѓанин. Тој не знае дали е лево, дали е десно. А кој се тие? Ист народ, исто се храниме, ист леп јадиме, ист воздух дишеме, иста вода пиеме. Ве прашам, каде е овде резонот? Па, мислам дека во губењето на достоинството. Човекот кога ќе си го изгуби достоинството, да, губењето на достоинството е во профитот. Така, професор. Ова што се има десено, само е профит. На сите тие што го прават, е само за профит. Завршувам со една реченица. Дозволете му на вашиот ментум да му царува умот. Умот царува, а снагата и силата и агресијата трулат. Така, бидејќи не да зборуваме во идно време ке. За се да имате разум, да имате смисла, екологија на духот, да се да разговара, рече да мој. Разговара. И вие имате мислење, и ја имам мислење, а не јас. Јас, штом зборам со јас, бегате од мене. Почитувањето е исто така многу важна работа и да нема проблем кој не може да се реши осим вечно. Секој си има своје размислување. Професоре, ви благодарам од срце. Завршивме. 2 пати ме нарековте чедо моја, не ми се случило во мојот живот, не знам колку одамна. Па вие сте за мене моја ќерка, јас мојам. Втор пат рековте дете, меѓутоа тоа значи колку луѓето е едноставно да се зближат ако кажат убав збор. Не, ама сакам да кажам дека е убаво кога ќе слушнете убав збор на тој начин. Така сум воспитан. Ви благодарам уште еднаш. Јас се благодарам многу, ја мислев че разговарам
Ќе зборуваме во следната емисија, имаме многу теми. Не, а јас сум сериозна, бидејќи навистина имаме многу теми. Добро, не знам дали така страшно изведовме оно што е најбитно. Животот го има сватено, значи, и тоа го дам ко порака. Спокојност, умереност во све, ами и работа многу. Че работата е таа која го води човек. Ви благодарам уште еднаш. Ќе се дружиме во текот на оваа година по-често, бидејќи имаме многу теми за разговор. На среќа на вашето присуство овде, меѓутоа и на среќа на гледачите. Јас би сакала гледачите сега да ги поканам на една прошетка, бидејќи доколку сте под стрес, најубавото нешто што може да ве излече е да бидете во базен во вода, да извадите вишокот на енергијата, но и природата. Прошетка, планина, да, природата. Пријатели, кафене, тоа е социјален момент во кој има растеретување на проблемот кој носите вас. Но ако не можете во природата, еве колешката Кате подготви еден интересен прилог, каде што во еден мал дворец сместена една прекрасна природа.